Исправноста на храната што ја користат учениците во основните и средните училишта е едно од прашањата на кое му се посвети поголемо внимание и на седницата на Советот на општина Кочани, на која меѓу другото се разгледуваше информацијата што ја подготви Центарот за јавно здравје. Советниците рекоа дека се работи за еден од клучните моменти од кои зависи и општата здравствена состојба на најмладите, поради што беше побарано и конкретно образложение за податоците во доставената информација. Каква е безбедноста на храната која што се дистрибуира во нашите училишта? Значи, тоа се така речено бифињата во училиштата. Значи, би сакала едно кратко образложение од стручните служби да ни кажат дали таму всушност имаме безбедна дистрибуција и чување на храна, какви се нивните искуства и до кои заклучоци дошле. Центарот за јавно здравје правел чести контроли и испитувања на исправноста на храната што им се продава на учениците во училиштата и досега резултатите биле позитивни. Основните училишта најчесто се снабдуваат со храна од занајческо производство од приватни оператори. Примероците што сте ми ги испитале до сега микробиолошки се исправни. Квалитетот не сме го испитале, бидејќи испитуваме само процент на вода. Други субстанции кои што можат да го загрозат здравјето на учениците во нашиот центар не се испитува. Заради поголема сигурност во исправноста на храната и нејзиниот квалитет, беше речено дека треба да се размислува за организирање кујни во училиштата, што ќе обезбедат соодветен оброк за учениците. Факт е дека во нашата општина немаме организирано училишни кујни. Тоа е голем пропуст. Јас не сум го напишала во информацијата, но сакам да ви скренам внимание во иднина да се работи на тој проблем, да се организира општествена исхрана, односно да проработат, да профункционираат училишните кујни. Пендевска рече дека храната што се продава во училиштата, а чии што мостри се испитувале во Центарот за јавно здравје, ги задоволувале критериумите според правилникот за микробиолошката исправност. Информацијата, заедно со сугестијата, беше едногласно прифатена од советниците, но дали во практика навистина ќе се реализира отворањето училишни кујни, останува отворено прашање. Кулуарски, меѓу советниците, можеше да се слушне мислење дека тоа е поврзано со финансиските можности на образовните институции, за што ќе треба да помогне и локалната самоуправа.